ostavi i me obliso taga, deka srećna zaboravi, beše so mene ti, koji li srećani otkradna, srce to ti go grabna, сега знай дека секаде ликот погледам твој. Моите дни знаи тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти пак е си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме облисо тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Другари и другарки, Добрила Крашевска, добри ни дојде. Добро ве најдов. Тешко беше наоѓањето, ама не најде. Наоѓањето беше чиста авантура, имав една адреса, таксисто ме однесе на втора адреса. А сакате што еднаш да почне? Ништо не видовме. Пијаме сокче. На На здравие. Таксисто ме однесе на друга адреса, за да ми кажа кај си ти, морав да носам еден кубик дрва да однесам. После морав да прашам, на крај отиде ме зафркна, не ми кажа ја кај си, фала што ми ги донесе дрвата. Ме пратија кај еден бербер, кај бербера отидов, морав да чекам да ми направи фризура и конечно ве најдов. Успешна мисија, јас морам да се извинам, се не знам зошто не звонеше, уклучен е погоден. Нека сте вон кадар, ко не звони. Ко не ја брка работа. Емисијава ја снимаме после затворење театарски игри, сношта свиревте со Доријан во чест на наградените. И дури се договаравме за емисијава, ми кажа дека што беше тоа што го купуваше против трема? Па бикомплекс да не беше? Не. Го изгуглав некој апчина за загласни жици. Тоа што апчиња за гласни жици има едни ревојс се вика. Ама нив ги нема тука, па купував обични пастили. Тој беше збор. Пастили, тоа што се тие за шмукање таблети. Муабетов ми е зошто толку трема од прилепчање. Не толку трема дека јас имам од прилепчање. Јас сум тремаджика по вокација. И не од прилепчаните не ми е, туку од сериозноста на настанот, знаеш. Затоа што е таму не толку камерна, ама многу е тивка атмосферата. И ако и ние свириме тивка музика со дуото е тивка. Таа изведба и се поинаку е. Ама сериозен е настап, тешка сумња и пала на мене. Тешка планина требаше да се износи на плејчи. Цел театарски свет. И то награденио. И то награденио, најдобрите треба да ги гледаат. Најдобрите. Значи, можеш вака чисто некаде преброиш од прилика колку настапи си имала да се оживат? Од кога се занимаваш професионално? Не знам. Веројатно. Види, најмногу имам концертно настапувано, така ако можам и да ги избрам, но сигурно се 1000. Не знам колку. Прашањето ти го поставив во многу битен контекст да приказкава трема. Муабетов ми е до сите изведувачи, до сите млади, особено уметници што се занимава со сцена, кој ќе речем, ја неам гајле, неам трема. Ја не знам успешен и добар уметник кој што нема трема. Не познавам. Да? Не познавам. Сите сте тремаджи. Ама тоа е одговорноста, што го спомна. Од секој настап ја чувствувате одговорност. Јас тоа им го зборувам на помладите дека чим не ти е гајле мака немаш, чим мака немаш не ти е гајле.
То може би така, може да имаш да си кален. Ама без оглед на се, ти сепак имаш секогаш различна сцена, секогаш различен повод, секогаш различна публика. Некогаш публиката е исклучително едуцирана музички. Некогаш ти мислиш дека само странците слушат тие чувствува емоции невидени. Па и ако нема да разбира ни еден збор, тие пак ќе дојда на крај и ќе рече дека ова беше за нас емотивно искуство. И се ти мораш во принцип тремата пак е еден вулкан од емоции, така? Тоа не е само страв. Тоа е вулкан од емоции од кои што после па нешто као се собираш и мораш да го извлечеш и да го даеш на публиката. Кога ќе извлечеш емоција или не знам, кога имаш настап кога си од така притиснат, моментот на ослободување е неверојатен. Тоа е вулкан. Така. А ако го немаш, ако нема никогаш ништо нема да. Празно е се. апсолутно. Не најавувај за крај. Не, ама знаеш има совршени уметници. Има совршени изведувачи. Технички се совршени, као застанува пеј, крцка, ако зборуваме за пејачи или за инструменталисти. И само гледаш ти тоа совршеното, гледаш, слушаш и ништо не ти предизвикува. Ако ништо не ти предизвикува, значи дека ниту има трема, ниту носи нешто, сака побрзо да заврши целата приказка. Најлошо јас себе што сум се фаќал во таква ситуација, да речеме, и тоа јас со музика колку имам искуство, не знам, 2 години, 3, како што настаро почнав да се будалам, ама многу ми убаво. Да. И имало моменти, едноставно, кога ќе се фатам за телефон да видам колку е сат. Кога ќе ти се случи тоа, не си тука. Не си тука, да. Не си тука, само не вече си на друго место, ама кога ќе бидам таму и физички кај што мислам. Кога ќе не сетиш кога поминало времето. Да, кога ќе не сетиш како сношти, например, концертот го заврши и се повлекуваме назад и јас викам, колку време свиревме, го прашувам Доријан, колку време свиревме, и тој вика, немам појма, чекај да видам. Значи ти цело време си во моментот. И кога ќе ти рече овие источниве мудреци, нели? Треба да бидиш тука во моментот. И тоа е едно од искуствата што може еден уметник да ги има, а тоа е да биде присутен во моментот, затоа што цело време мораш да мислиш само на тоа што во моментот ти се случува. Јас кога ќе престанам да пеем, одам, не знам, да се пресличам. Не е важно, одам да се видам со друштво или не со кој да какво и да со публика, да. Веќе јас не сум таја, значи веќе имам, размислувам, сега сум гладна, викам, знаеш, ко слушаш нека, добро, како ми се јади. Назад мислиш како нешто друго. И се веќе не си тука. Така што сме ние повластена една каста. Апсолутно, и сега ко речек после свирката текнува дека си гладен и уморен и дека те болело нешто и дека си болен евентуално. Таа моќна адреналина и енергијата на публиката е неверојатна. Со 40 температура да се излегуваш на сцена и ништо нема. Ништо тогаш нема. Ништо нема. Ете си во моментот. Ете си тука во моментот. Не си веќе ти. Да. Не си веќе ти тој кој што се вајле станува мија очи, не знам, бриши прашина, ти ние бришиме прашина. Ја не толку, ама. Не, си ти од ти. Сакам да те прашам, сите те знаеме најмногу според, да речеме, чалгиската музика. Не ти паднало на памет? Да, знам дека имаше неколку проекти, прво со Чакара, после со Чакара и Кикаца заедно на македонски шлагери. Ама нешто подруго да не е баш така, шлагерот некако веќе се калеми на Староградското и има природен тек на развој на музиката овдека. Нешто кое што има влијание од надвор, да речеме. Па јас сакам многу джез. И овај новиот проект што го почнавме да го работиме со Доријан ми дава едно поле на истражување
во која јас можам да инкорпорирам такви импровизации и експерименти кои што да речеме дека се одлика на джезот. И мислам дека токму тој момент, тој слободно импровизаторски, не определи или не отвори кон многу джез фестивали на кои што настапуваме во светот, да не кана и да бидеме дел од джез екипа. Па види на крај на крајштата таа староградска и македонски джез. Отприлика или... Па македонскиот джез, па да, македонски джез или блуз, како и да. Сакаш, Например, сношти пеевме една песна која се вика Ти се армаса, јас се разболев. И таа е буквално блузерска песна, мислам, таа е толку е податна. По принцип, музиката што сакаш можеш да правиш, само треба да ти текне. Ајде му објасниме на помалава генерација што е тоа армаса. Армаса се вери. Се вери, се вери, сврши. се сврши. Го даде зборо, прстен ти даде, значи му даде збор на некој дека ќе се мажиш. Така е, и овој се разболел. Да, тие биле во љубов, значи тоа е класична блуз приказка, така? Еве, ако треба нели да ги мериме работите по некаков западен термин. Изобилува со поболување од љубов. Тоа е Или до за вас. љубов. Тоа е до вас, до мажите. Што е работата со нас? Тоа треба Ќе поди biti со друг и ќе се разболиш, бе. Па љубов. А кај жениве нема таква работа. Оди со друг и таа. Не знам, ја не знам, да. Ја не се разбирам од тие. Мислам, не има, нели, тоа се веројатно фатални некои моменти. Некој мисли дека без некого не може да живее. И тоа е, ама види, тоа е тешко за живење, но е одлично за пеење. Тешко за живење, супер е за пеење. Да. Знаеш, кога пееш на песна, не знам ја вака од глумачки аспект, мора да имаш на некаков начин доживеан од текстов кој што го пееш, за да би го донесол, за да ископаш таа емоција. Сега, вие како пејачи, како ги донесувате тие текстови кои што не си го доживеа? Вака, пак се работи за искуство, за искуствени некои моменти, а тоа е прво дека на која е да било песна, мора да ја пристапиш мисловно. И може би то тебе ти се нема случајно, ама пак има нешто што се вика емпатија. И има нешто што се вика сите сме едно. И сега ти треба да си копаш малку ни себе си. Па може би ако мене нешто не ми се случило, знам еден другар, една другарка на која што и се случи. И по мојата емпатичност јас ќе ги пронајдам чувствата што ги доживеале луѓето и ќе се обидам да ги преживеам уште еднаш јас низ песната. И се обидувам да влезам во тоа чувство, во смисла како се чувствувале тие луѓе тогаш? Што било тоа? Што му поминувало И низ тие главата. поетски, да, и тие поетски слики, што ти во тој момент ги имаш, затоа што тие се поетски слики, тоа е поезија. Апсолутно. И тие поетски слики кои ти ги имаш, јас, например, буквално се ги замислувам како некој филм да е пред мене. Така се препуштам на песната. Имам филмов вели Ти се армаса, јас се разболев, тој болен, златен. 3 години лежел в кревет. 3 години лежел в кревет. Па на крај од 20 собрал сила, па се качил на коњо, па отишол во селото кај што се омажила таја. Да ја види нашол, уште еднаш. Да ја види уште еднаш. Ја нашол. Па какво е тоа чувство? Тоа е теговност, тага. Ја најдува и таја печи леп во фурната. Ја најдува и таја кога го видела се исправила просто.
му пристапила и знаеш, онака, као си подале рака уште еднаш, као не си кажале збогум, иде. Знаеш, нивната приказка не била до тогаш кажана. Не била разрешена. Не била разрешена како некоја. Unresolved things. Да, тоа е тоа. Ме подсети на еден расказ од сега како се викаше книгата на Блаже Алексовски, глумец Лесна муземија, Златното огледалце. Се вика расказот, значи толку имам плаче да дури го читав тој расказ, што беше страшно. Излегува, не знам на кој ден беше таму, во стар прилеп, излегува Агата дотеран и ја гледа, се не знам како се викаше името, и тогаш се истреткале со огледалце. Да, на Тодорица. Валјда на Тодорица била, ете, некој ще ги знае повеќе празниците од мене. И толку се заљубува кој ќе ја види. И после не се ја маже, тој маже во друг град. И има истава сцена буквално кај што тој го јавнува коњо после некое време и оди само да ја види уште еднаш. Да. И ништо не си кажува. Да. Буквално истата. Јас која слушнав прв пат песната и некој песнава ја научив од една пејачка Марија Димкова. Таа од Егејска Македонија и ова е егејска песна. И егејскиот говор е близок со нашиве јужно-македонски говори. Односно тие влегува во тој дел јужно-македонски говори. Например, така зборува во југоисточна Македонија. Гевгелија, Струмица, Армасасе и така. Да. И јас прв пат кога слушнав викам, Боже Господи, каква е ова песна, знаеш. Ама такви се сите. И сега да се вратам на тој момент и кога ти ја гледаш содржината на песната и ти почнува ти викаш па како би можела да ја спакувам поинаку песнава. Во кој манир би можело да се изведи. И така таа доби еден блуз призвук. Не, тој единствениот точен прилот кон секоја песна. Мора да знаеш што беше. И мораш да го почувствуваш. Така. И некој ветар и магла. Пеење на празни тонови, ништо повеќе како што спомнавме со совршените технички. Да. Ама што? Да. Празни очи, не знам. Баш го разговаравме тој со еден гитарист кој што вика, вика технички совршен, израз нула. Ето. 2 тона да ми отсвириш или да ми отпеш, да ме најчиш работа. Да. Завлеговме во блузов, пак, значи, јас пробав да те однесам на кај модерна музика. Носиме. Се вративме пак преку джезот на Староградската на велича и народна музика. Следна свирка, концерт уствари, после ова ти е во Калинка во Прилеп. Колку време немаш во Прилеп во кафич свирено? Стварно немам одамна свирено во кафич. Па не знам од Take 5 ко се затвори, ко стана Сега стана Калинка. Па не пред короната. Значи неколку години Како е преживеа короната? Па тешко с болнички, заврши во болница. Да? Да, во болница, тешко беше тоа. Многу тешко. И во еден момент така си мислев дека тука се ќе заврши, дека као добро е, па добро е. Па завршило, не знам, тоа е тоа сега, шо? И иди докторката и вика, ама сега дека ти си сама во ова собава, да те преместиме некаде кај што има луѓе други, демек да не влегувам во некакви депресии. И ја викам, не, јас само сакам да видам што сум направила до сега, да останам сама со себе си. Уметник остана сам, че се простува и прво сега чеки да видиме дали сум за простување или имам уште за прајде да се договорам. Ја бев врзана овде со некакви цевчина, не знам што, не можев да дишам кислород овона, а си однесу болница, одам со плачење и си носам книги. Со книги ме појдеме и читам. И плачам, читам и оздравев. Очигледно. Во полна сила. Тоа е супер. И мене и јас се прележав многу тешко и јас го имав тој момент толку. Значи имав не бев тука. Бев на една работна акција кај што беше многу прашина, креам температура. И вечерта се средувам
такво кашлање и прв пат во живото плукнав крв. И реков, толку. Од тука, нема пајш. Толку. Не плачев да друже. Како тифусар. И си легнав, пишав по рачина. Неколку се поздрави. Така, Да. Јас луѓе изгледа, не знам, не можев да дишам воопшто. Еден ден одморев, продолжив да работам, и полека почна да се отвора белите робот. Окей, не било до тука. Добро, се оправивме, значи. Добро, да. И ти зафркната работа. Некој не ја свати сериозно, ама некој сериозно ја прележа. Јас 3 пати се вакцинирав. Јас 2 пати. Ја 3 не. После имавме концерт во Германија бевме и ја викам не, овие германци се строги, ја не мислам да ме врата од граница, отидов да се вакцинирам. Но ајде да се вратиме на некои повесели теми. Ама ова веќе со дистанца веќе се смеја. Повесела тема е Чалгија Sound System. Исклучително весела тема. Некни, пошто во последно време слушам само музика што треба да ја учам, ама некни си пуштив онака и ви слушав цел концерт, имав забораено колку е тоа супер. Да, вечер да дојдеш. Кој концерт го слушаше? Обавезно ќе дојдам. Не знам, на YouTube беше целосен. Тој е одличен и Во филхармонија мислам дека е некаде или од Матаван Плакт беше. Матаван Плакт е тоа. Матаван Плакт. Значи, онака си го изслушав цел сат и пол во еден здив. И пошто рековме нема да свириме тоа што го очекува луѓето од тебе, ама реков дај барем да си го преслушам. И плюс една пријателка што си правевме муавет, ми рече, те натераш да ја запеј низ порти се шета мома Катерина. И ако ни даеш 2 стиха однесе, ќе ти бидеме благодарни и вечер ќе те честиме пијачка. Може и одма ќе ја запеј. Низ двори се шета мома Катерина, бело променета, како галабица. Аман, аман, како галабица. Аман, аман, како галабица. Ситно кротко оди, како јеребица. Ситно кротко оди, како јеребица. Ако се... Аман, аман, како јеребица. Ако сакате цели да ги слушате на концерти, ќе си купите карти. Да, поддржете ја уметност. Оти треба луѓето да живеат од нешто. Да. И не престанете гратис, матис и таква работа, не постои. Не постои, че си Јонака не се многу скапи карти. Не само што не се скапи, мислам, безобразно се ефтини за тоа што го дават. Па за македонските уметници, за македонските изведувачи се вака понекогаш дури и навредувачко мали. Тоа викам безобразно. И даваш, да речеме, 1500 денари за странски изведувач, а за македонски 200. Не, страшно е тоа што тој 1500 денари се јадги, некако, че го голтнеш. Некни читав, не за, значи, за джукели по 1500, по 2000 евра. Резервација со шише шампање или виски, дали се нормални, бе. Значи, да, и се троши, то се дава, се троши. Има луѓето пари и то сака да го слуша и добро, супер. Ама треба и малце вака поинаку, нели? Моабетов е, дали парите се ептено погрешни луѓе кај нас? Не знам. Не знам, тоа не можам да го кажам, стварно. Реално луѓе кои што сакаат да дојдат во, да речем, во филхармонија или било каде на Чалгија Sound System, како кошта 1000 денари. Картата е од Прилеп, тоа би го коштало, да речеме, 2000. Да. И
луѓе ретко има од тие луѓе ретко кој може да си го дозволи тоа. Така. А овие кои што може да си дозволат цел свет да го купа, плаќа 1500 евра за шише виски, глупости од 2 сати. Па, може би, поради трката за пари, нема време баш да посвета внимание на некои поинакви вредности од тие што ги има, па посегнува со раката по првото што е најблиското, најсветкавото, Дали таа лудачка трка по пари и лошата уметност се веројатно на иста фреквенција, затоа се препознава. Види се, секоја музика, секоја уметност, секој има своја публика. Тоа е страда, знаеш, страдата привлекува најголем број луѓе. Не можеме од народот да очекуваме да биде со високи уметнички вредности. Тоа некако заврши во 90-тите години, уште до некаде и се држеше и после тоа заврши. И сега ти викам, ја мислам дека е таа субкултура која на времето беше субкултура, сега стана доминантна култура, односно тоа е за нас кич. И јас не одам на такви концерти, ама зато мноштвото оди. И јас сум радосна дека не одам. Види, сите сме радосни дека не одиме. Сега, за пред да се одјавиме, на почеток рече празно е од емоции некаде. Ама е само наслово да биде таков и да си ја испелиме. Сме вежбале овде ка луѓе сме пишувале акорди текстови. Значи пред да ја направиме таа празно е. Пошто исто така не се оди со празнираци на гости. Ама ова се вика прилепски домајчин лук. Домајчин лук, јас да ти донесов подарок. Тоа е протоколовото, тој другиот, тој е Чалге Sound System, тоа е авторска музика. Се вика Тихувај тој албум. Тој е вториот, сега веќе снимивме трет кој треба допрва да се работи. А ова е првиот албум на Добрила и Доријан дуо кој се вика Апокрифи, кој е извонредно оценет. Кажувај кај може да се купа овие? Не знам во Прилеп нема кај да се купа. Че се слушниме на телефон. Срам ми е да кажам, ама така е, нема каде, не знам каде. Веројатно треба да ги однесиме некаде во некоја книжарница. Ете така и културна и таму да може. Следен чекор да ги има во Прилеп. Да, може. Еве, а сега да ми ги подпишеш. Ајде, дај да ги подпишеш, дај. И сега да видиме кој значи ќе биде. Има и срце. Чеки овде, овде. Добро. Уште едно срце. Happy hour. Happy hour. Се треба да ја свириме празно, ја? Happy moments of my life. После короната, секој ваков момент е како се вика. Дај ше појќе. Кој од нас двајца утре ќе сам од кој ли срца ќе бара малку плам. Кој од нас двајца ќе пати тажен крај без своји сонца сам до безкрај. Празно е, знај, без ова љубов, без неа светот се топи како пена.
ги чувствуваш ко туѓи, а ние двајца за дено и ноќи сонувавме други, драги мој. Другари и другарки, фала ви што гледавте. Лайк, шер, сабскрайб. Слушајте македонска музика. Одете на концерти на македонски изведувачи, не барајте гратиси, купувајте карти. Лелев, колку ти благодарам за ова. Јас тебе ти благодарам. Тебе. Сашо, Благодарам. позади камера. Hello. Поздрав. Мемберси. Така ќе имаме опција, мемберси да ни станете, че го заборавевте. Ма го заборај зошто? Ајде, зошто? Значи. Се гледаме следна среда. Не беше джабе ти благодарам. Уму му се зеде. Значи, не знаеш.